Сега е повторно време да го напуштиме на кратко нашето студио. Верувам дека веќе мојата драга колешка Викторија е подготвена со уште едно линковско вклучување овој понеделник и со тема кој е виновен, односно тоа е малку подоцна, најчестите здравствени проблеми кај повозрасната категорија на граѓани. Вики, добро утро за втор пат. Добро утро, повтор пат, Сузе. Добро утро, почитувани гледачи. Токму така една убава актуелна тема за повозрастните наши граѓани, меѓутоа и за сите оние кои што се соочуваат со некакви проблеми кои што може да ги реши физиотерапијата денес. А јас разговарам ова утро со Бојан Димковски, физиотерапевт, токму на оваа тема. Бојан, благодарам што не пречекавте во Физиодинамик, во вашиот центар, да поразговараме за утринската на телевизија Алфа, со кои проблеми најчесто здравствени се соочува повозрастната популација на граѓани токму денес и како физиотерапијата помага. Добро утро и до тебе, Викторија. Благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Како најчести проблеми кои што можеме да ги спомнеме кај повозрастната популација, кои што доаѓаат кај нас како пациенти, тоа се артрозните промени на зглобовите. Тоа се промени кои што се случуваат од 50-та година па нагоре. Значи, самиот зглоб, самата раскавица на зглобот се суши, се губи и со тоа се намалува просторот во самиот зглоб. Тоа е пропратено секако со болка, меѓутоа болката не е единствен и главен фактор кај оваа повозрастна популација. Зошто? Затоа што болката може да се елиминира, да се изгуби, да помине, меѓутоа доколку функцијата на телото кај овие пациенти е намалена, тие понатаму ќе продолжат да го имаат тој проблем. Затоа кај нас главната функција на физиотерапијата е да се врати функцијата на нивниот секојдневен живот, да може да уживаат повторно во прошетките со соседки, да одат на пазар, да може да функционираат во домот, да не им треба никаква помош, да си ги завршуваат секојдневните обврски. Други проблеми кои што можеме да ги спомнеме кај повозрастната популација, секако се болките кои што се јавуваат, нели, по должина на некој нерв, дали тоа се работи за вратен нерв, дали тоа се работи за нервот во кичмата, меѓутоа тука исто така физиотерапијата може и текако да помогне. Колку и даваме шанса на физиотерапијата и колку нашите повозрастни сограѓани се трпеливи во целиот оној процес на физиотерапија и за колку време најскоро се забележуваат првите резултати и првите подобрувања во процесот? Повозрастната популација кај нас се чести пациенти во нашиот центар. Често работиме со нив и многу е дури и лесно да се работи со нив, бидејќи тие покри тоа што доаѓаат за некаков проблем, кај нив и социјалниот круг исто така е многу битен фактор, па затоа и знаат и доста нешто интересно да кажат со нас, да се насмееме и така натаму. Меѓутоа, како главна терапија што ја даваме кај овие пациенти, би спомнал дека тука кинезитерапијата, вежбите се многу битни, бидејќи тие се клучниот дел од физиотерапијата, меѓутоа и оние физикални процедури кои што ги даваме и кај други пациенти, кај нив и текако даваат добар успех, бидејќи прават обновување на тие проблематични делови и сушени делови што веќе се случиле промени на старење како што спомнавме, така да тоа дава многу добар успех кај нив. Болки во зглобовите, болки во колениците, можеби во грбот или колковите, кога да разбереме дека станува збор за болка која што се носи старосната возраст со себе, а кога е навистина време за можеби итна стручна помош и поддршка во процесот на заздравување? Како многу интересен факт кој што ќе го спомнам е тој кај што кај некој пациент по некоја случајност или имал некој пат или слично, направил снимка на одреден дел од телото, да речеме на колено, и гледаме дека промените на старење на коленото се веќе многу изразени. Меѓутоа, тој пациент досега немал никаква болка, што е зачудувачки факт, нели? Кога ќе видиме самата снимка, би рекле дека леле човеков како воопшто се движи. Меѓутоа, пациентот е пред нас, тој функционира, се движи и така натаму. Така да тоа мораме да го спомнеме, бидејќи промените на старење на телото не се секогаш еднакви со нивната функција, болка и така натаму. Мораме пациентот и во живот да го имаме, да видиме клиничката слика каква му е и тоа да го споредиме со рентгенска снимка или магнет и така натаму. Тоа е многу интересно да го спомнеме, бидејќи функцијата која ќе се намали на телото, да речеме некој пациент паднал и морал да биде во кревет залежан веќе 2 до 3 недели,
брзината на атрофија, на намалување на мускулната маса кај телото е многу брза. Така да за 3 недели тој човек може да изгуби доста од неговиот мускул, па потоа да имаме голем проблем да се врати. Затоа би рекол дека чим пациентите веднаш ќе почувствуваат некаде проблеми, болка и така натаму, веднаш да се јават кај стручно лице за проценка. И ете да резимираме во интерес на времето, што советувате како стручно лице, можеби поголема физичка активност, пешачење, движење за повозрасната, меѓутоа и за сите оние кои што ќе го погледнат секако ова линковско излагање. Би рекол дека најглавна препорака би дал е тоа дека кај овие пациенти психичкиот фактор е многу битен. Затоа кога ќе имаат некаков проблем, кај нив веднаш се јавува страв. А стравот нели нормално доаѓа до тоа да тие престанат да се движат. Тука е најголемиот проблем кај овие пациенти. Кога ќе престанат да се движат од страв дека нешто полошо ќе се случи. Јас ги охрабрувам да продолжат, да се обратат кај стручно лице за добра проценка и за да ги слушаат нивните препораки. Бојан, многу ви благодарам за сите овие кратки, меѓутоа корисни совети и препораки. Се надевам дека во иднина ќе имаме простори повеќе да разговараме на овие многу важни теми кои што ги засегаат секако и нашите гледачи и нашите сограѓани. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Да, поголема физичка активност, повеќе раздвиженост и секако помош и подршка од стручно лице се и апелите кои што ги препорачува физиотерапевтот Бојан Димковски кај кого во неговиот центар Физиодинамик овде во Скопски аеродром Утринава поразговаравме малку повеќе токму на оваа тема здравствени проблеми кај повозрасната популација на граѓани. Студио, дали имаме некој дополнително прашање, Сузе? За жал немаме дополнителни прашања, времето е толку предвидено Викино, ќе констатирам и јас истото дека колку што сме повеќе информирани, толку сме се попасивни, што е и клучот на бројни неприлики кои што ни се случуваат. Голем поздрав од сите нас овде во студиото.